Александар, кажи ми, од колку години ги засака јагнињава? И овците? 5. Од 5. Многу ли ги сакаш? Да. Дали повеќе од таблетот ги сакаш? Да. Повеќе од таблетот. Значи, на вистина е така. Кажи ми, ова колку години има? Вчера се роди. Вчера се роди? Да. И сега кај тебе во рака? Да, 2 дена има. Го сакаш ли многу, а? Да. Го чуваш ли, го гледаш? Да. Го храниш ли или мајка му си цица? Мајка му дава млеко. Мајка му. А ти покрај неа стоиш и го гледаш, така? Да. Колку има вакви мали јагненца? Има доле. Сега, скоро. Има вакви јагненца, доле има 20, 30. Така. Често ли одиш таму? Да. И уште нешто, име му даде? Не. А ќе му дадеш ли? Да. Ајде чуеме од прилика вака. Как ќе се Шарко. вика? Шарко. Еве, значи веќе знаеме дека ова убаво јагненце ќе се вика Шарко и тоа е негово, што значи многу си го сака, дури е посакано и од таблетот. Замислете, само кај нас е тоа. Многу помага ке стоката. Така, и сега околу тоа сакав да прашам. Така, помагаш околу стоката, така? Да. Рече, од 5 години си само таму, така ли? Дали не ти е страф да не те каснат кучињата или пак овците нешто да те Не. бутнат, затоа што мора јагненцето нели покрај нив да оди и така? Те познават, нели? Да. И кога млекото се мози, и тогаш ли си присутен? Да, Да. се помага. Секогаш, а? На вечер до 10 Мозиш ли? На ческа тера до 10 ноќи. До 10 часот ги тераш. да. Исто така тој е и добар ученик. Кажи ми, кој оделение си? 4. Како си по оценките? Добро. Добро, нели? А кој предмет најмногу, освен нели Шарко и таблетот, што ти е најмногу, кој предмет го сакаш? Математика. Математика. И што ќе бидеш кога ќе пораснеш вака од прилика, знаеш? Ветеринарен доктор. Значи пак повторно околу стадото, така ли? Ти честита многу душа. Браво. Ајде, со него заедно и уште нешто, он исто така многу ги сака и гулабите, страстен гулабар. Замислете на овие години ти да сакаш и јагниња, овци, стадо, но таблет, но исто така и гулаби. Колку гулаби имаш овде во дворот? 30. 30 гулаби. А од која раса се, знаеш ли, од прилика? Имате ли лопатари, имате ли овие што паѓаат, нели, што многу пеат? Ѓок. Имате, а? Да. Така, ги леташ ли колку треба ли да се летаат они? Дали тоа е навечер, дали тоа е дење? Дење. Или кога имаш време? Кога имаме време, кога ќе дојдем од школа. Со што ги храниш, кажи ми? Со пченица. Со пченица. Значи имате тука и посејана пченица, така? Не, ако купуваме. Ја купувате. Така. И задоволен ли си со сето ова што го имаш? Да. А дали некогаш би се откажал еве некој да ти подари, на пример, Мерцедес и да ти рече ќе ми го даде Шарко, ќе ми ги дадеш гулабите, ќе заминеш од Крушевица, ќе дојдеш да живееш во некој замок, што би рекол? Не. Не би се согласил. Ова е најубавиот одговор кој можам да го слушнам од олку интелигентно дете во село Крушевица, село кое се иселува, но село во кое младоста царува.